Другарски поздрав до Александар кој стигна од Англија да даде подршка. Ги поздравувам сите кои што ќе стигнат утре и заутре. Почитувани родители, добро вечер и за вас кои што сте вечерва овде со нас, а вашите деца не са со вас, бидејќи екзистенцијата ги испреди надвор од пробиште. Добро вечер и за луѓето од Злетово, Стубол, Стрмош, Плешинци и другите населени места, каде што јас и мојот тим ве посетивме без оглед дали станува збор за урбана или рурална средина. Разговаравме со секој од вас, слушнавме за ветените работи, но слушнавме и за проблемите кои што мораме да ги решаваме. Драги сограѓани, вие одлучивте кој да биде кандидат за градоначалник. И јас искрено за тоа ви благодарам и нема да ви изневерам. Јас и мојата генерација немаме право на грешка, нити мојот тим има право на грешка. Но јас сум човек кој нити има фирми, ниту ќе има фирми и тоа јавно ви го ветувам. Немам намера да бидам конкуренција на домашните фирми, туку имам намера заедно преку владата на Република Македонија да го стимулираме домашниот капитал, домашните фирми и со тоа да отворам и можност буквално да учествуваат во креирањето на општинскиот буџет. Јас немам мои непријатели, не должам никому и мирно спијам. Затоа единствена цел ми е реализација на проектите кои што се ставени во програмата за подобри услови на граѓаните на цела територија на општина Пробишти, а во овој момент оние кои што се најбитни ќе ги промовирам. Почитувани сограѓани, прво и основно, прв врвен приоритет ни е ставен патниот правец Пробишти-Крупиште. Сите добро знаеме во каква состојба се наоѓа патниот правец Пробишти-Крупиште. И затоа и од какво значење е за сите нас граѓаните, а пред се за економијата и за стопанството. Оваа можност имаше некој да ја реши и да го реализира овој патен правец Пробишти-Крупиште 11 години. Меѓутоа не и беше приоритет и затоа не се реализира. И затоа се ова што ќе слушнете овие денови, бидејќи е ставен во програмата, немој да верувате, има можност ако сака тоа ќе го реализира. Единствено со помош на владата на Република Македонија, овој патен правец мора да биде што побрзо реализиран. Најавуваат санација на јаловишната депонија, на таа иста јаловишна депонија која што пред 4 години ќе градеа градски базен, скейт парк и не знам што уште не. На таа иста јаловишна депонија која што пред 8 години ја ветуваа дека ќе биде реализирана. Почитувани мои сограѓани, единствено со подршка на владата на Република Македонија и Министерството за животна средина и просторно планирање веднаш мора да действуваме, да ја затвориме конечно, да ја решиме, да ја санираме старата јаловишна депонија, бидејќи стотици и стотици наши сограѓани без оглед на возраст во годините наназад се заболени од малигни заболувања. По однос на животната средина, компромис нема да има, мора веднаш да решиме. Конечно, таа јаловишна депонија, која е жариште на болести кај сите нас, мора веднаш да ја санираме. Меѓутоа, тука има една работа која што мора да ја знаете. Без подршка на владата во овој момент, долгот на општина Пробишти е повеќе од 2 милиони евра. Епа и сега и стои во програмата. Епа како ќе ја реализираат кога 2 милиони евра има долг
општинскиот буџет и општината на општина Пробиштип, а централната власт е во раце на Социјалдемократскиот сојуз. Кога зборувам кај долговите на општината, кога зборувам за вашите пари, најавувам и по ова прашање дека ќе нема компромис, а тоа е ревизија на потрошените народни пари. Имаме, почитувани сограѓани и други загадувачи. Една таква е и депонијата Озрен. И таа е ставена во програмата и таа мораме да изнаоѓаме решение се до нејзина дислокација. Меѓутоа, ќе зборувам за она кое што е посуштински и поклучно за подобрување на условите на сите граѓани на општина Пробиштип, а тоа е наш врвен приоритет, односно приоритет врвен на владата на Република Македонија, тоа е гасификацијата. Затоа сме решени цврсто, целосно да се посветиме на реализација на проектот за гасификација на општина Пробиштип. Со ова ќе се подобри индустриското производство, конкурентноста на локалната економија, стандардот на граѓаните и енергетската ефикасност. Со гасификацијата ќе има заштеда на енергенси и заштита на животната средина. Енергетски ефикасна општина е еден од клучните проекти. Јавните институции ќе имаат огромна придобивка од ова. На детските градинки, на училиштата ќе поставиме сончеви панели и сончеви колектори. И на тој начин и на останатите други јавни институции. И на тој начин ќе имаме заштита во буџетот. Но она што е многу побитно е тоа да дечињата од најмала возраст ќе се буди свеста кај нив дека користат природни енергенски, а со тоа ќе се ја чуваат и животната средина. Мораме, почитувани сограѓани, да менаџираме и по однос на постоечките капацитети и објекти кои што ги имаме за доброто, за подобрувањето на услови за живот за сите граѓани на општина Пробиштип. Такви имаме два моменти. Едниот проект ги опфаќа најмалите, дечињата, а едниот момент и едниот проект ги опфаќа највозрастните. Во основното училиште Никола Карев, во населбата Калниште, ќе направиме преадаптација на простор за детска градинка. Бидејќи таму и ги имаме сите потребни услови. Имаме празни училници, ќе го комплетираме просторот со сите содржини кои што се потребни за дечињата. Тоа е